Господине Заев, пред малку медиумите ја пренесоа изјавата на Мицковски која веруваме од утринава, одново ставот е дека се доцни со мерките и особено мисли на економските мерки и го критикува пакетот мерки што денеска во владата беше презентиран. Кој е вашиот став за ова? И второ прашање, исто читам од неговата изјава дека со прогласувањето на вонредна состојба ќе се фокусира моќта во едно лице. Дали тоа ќе биде така или владата како колективен орган ќе одлучи? Благодарам. Вчера имавме неколку часовна лидерска средба кај претседателот на државата. Буквално за една минута консензуално заклучивме дека треба да ги одложиме изборите. Останатите сати ги поминавме во обедување зашто треба вонредна состојба, наспроти тврдењето на господинот Мицковски дека треба кризна состојба. Па и професорката Силјановска тоа го тврдеше. Денеска кога владата донесе одлука за да побара од парламентот, а парламентот го проследи тоа до претседателот на државата, во ведување на вонредна состојба, министерот Шулев поита да се јави за да господинот Мицковски излезе на прес конференција и наводно вели владата доцни и со мерките и затоа апелира за вонредна состојба. А сите дома и во светот даваат комплименти и на министерот за здравство, институциите, здравствените работници на владата, како се справува со здравствената состојба. И токму поради тоа, јас можам да кажем дека ова е само заради политички калкулации. Владата не доцни. Владата е навремена, доцни господинот Мицковски. Ако вчера имаше доволно храброст да ги прифати аргументите и анализите, уставот е јасен, јасни се надлежностите кои ще се даваат, транспарентно работи владата, веројатно уште од вчера ќе прифатија или парламентот или претседателот, како што е пропишено со устав, да ја прогласи вонредната состојба.